Минатата недела ги објавивме имињата на 20 општини кои според Евана и според владата недозволено ги префрлиле броилата од големи на мали правни субјекти за да трошат од поевтината струјата за домакинствата. Општините одговорија дека не кршат ниту еден закон и најавија контраудар. Тоа што можам да го најавам е дека ги разгледуваме сите возможни механизми во овој момент да водиме и соодветна постапка против Евана. Владата одговори со нова, попрецизна одлука која значи прекин на снабдувањето со електрична енергија од Евана за општините и фирмите кои ги смениле броилата од големи на мали правни субјекти веќе од 1 јануари. Да не се става никаков простор за одредени компании да имат и општини да имат можност да прават приговори согласно таа одлука. 360 степени контактираше 10 поголеми компании кои се на црната листа. Сите што одговорија, велат дека не сгрешиле. Поминаа десетина дена откако непознато лице достави плик до редакцијата на 360 степени со список на броила за електрична енергија што биле префрлени од име на големи на име на мали субјекти. Фирмите и општините на листата се предмет на интерес на владата поради сомнение дека со промената направиле злоупотреба. Големите субјекти со над 50 вработени и над 2 милиони евра приходи мора да купуваат струја на отворен пазар, а таа е скапа од почетокот на енергетската криза. Малите субјекти под таа граница се снабдуваат со струја од универзалниот снабдувач Евана по пониска цена поради субвенциите од владата. Проверките што ги направивме веднаш откако го добивме списокот покажаа дека тој е релевантен. Во меѓувреме, ја добивме и првата официјална потврда за време на интервју со министерот за економија Крешник Бектеши. Дали ќе дозволите да ви го подадам, да фрлите поглед на него, дали е ова списокот на правни субјекти за кои што се бара практично да се вратат на Секако, зашто не? на регулираниот, односно на слободниот пазар. Не, добар. Гледам неколку општини се, приближно од тоа листата. Има и компании. Има и неколку големи компании. Еве гледам некои ланци на супермаркети, некои облажувалници. Дали е таа листа? Значи, листата, што е доставена до нас и до Регулаторната комисија за енергетика, има околу 3100 броила, дневни броила, и над 2000 правни субјекти би требало да биде истата листа. Некои од позвучните фирми на списокот од кој побаравме став се Булмак, фирмата која ги поседува рудниците Злетово и Тораница, и лани направила 11,6 милиони евра профит. Според списокот, префрлила броила на многу помалата струмичка фирма Bull Building. Pofix е фабрика за градежни материјали, една од најголемите фирми во Полок. На листата пишува дека го префрлиле броилото на ново отворена фирма Pofix Plus. KitGo, ланец од супермаркети од Источна Македонија и Скопје, кој лани остварил профит од околу 2,2 милиони евра. На списокот е нотиран со околу 60 на префрлени броила на помали фирми керки, кои се квалификувани да трошат струја од регулираниот пазар. Биотек ДОО, една од фирмите поврзани со истоимениот ланец на лаборатории и кој лани бележи профит од 3,7 милиони евра, на списокот е означена дека префрлила 19 броила на фирма керка, која постои подолго време, но во моментов е мал потрошувач. Сетек, се за техника, ланец од продавници кој лани остварил 2,9 милиони евра профит. На списокот е присутен со 40 на броила кои биле префрлени на ново формирана фирма. Сетек, се за недвижности. Фон Универзитетот ги сменил броилата на име на помалата фирма Керка Фине. Катлановска бања ги сменил броилата на име на помала фирма Керка Катлановска бања СПА. Радика Резорт во Маврово ги сменил броилата на блиската но мала фирма Food and Beverages. ИГМ Вратница од Боговиње се префрлил на ново формираната ИГМ Вратница. Стокомак префрлил неколку броила на СТ Груп. Истото го сториле стотици други. На сите компании на кои што им се обративме, им поставивме неколку идентични прашања. Од тоа, дали се согласуваат со одлуката на владата да ги отстрани од регулираниот пазар, до тоа, дали сметаат дека користењето на електричната енергија од пазарот за домакинствата и за малите фирми е фер. Од сите компании до кои се обративме, одговор добивме од 3. Од Сетек ни одговорија интегрално.
Ве известуваме дека нашата компанија Сетек СЕО Техника работи согласно со процедурите, правилата и законите на Република Северна Македонија. Краток беше одговорот и од Биотек. Нашата компанија секогаш работи согласно законските прописи во државата. Согласно на ова, немаме направено прекршување на ниеден член на законот. Секогаш ги следиме и ќе ги следиме сите владини мерки по било кое прашање. Најдетален беше одговорот од ФОН Универзитетот, односно ФИНЕ. Од компанијата велат дека зградата во која е сместен универзитетот е во сопственост на ФИНЕ. Промена на броила била направена бидејќи дел од објектот каде подкирија бил ФОН бил продаден, а универзитетот се префрлил во друго крило на зградата. ТД ФИНЕ Скопје ДОО достави уредно барање за кое службите на ЕВН постапуваа. Која е законската пречка сопственик на имотот да плаќа сметки за потрошена електрична енергија на неговиот објект? Не би можеле да навлегуваме во тоа дали е фер или не фер другите некако да постапат. Тоа што не е фер е ставање во ист кош на сите фирми опфатени со некаков црн список, без да се проверат релевантни докази со кои ЕВН располагал, а истите се прилог на доставеното барање за промена, при ставањето на АУЕ фон Скопје на тој листинг. Од ФИНЕ ни одговорија и дека до моментот на одговор до нив не е доставено барање да се вратат на снабдување од слободен пазар. А ако такво нешто се случи, доколку се достави барање за промена на носител на обврски за плаќање на електрична енергија и враќање на слободен пазар, да, планираме представки, тужби и други правни действија против ЕВН и владата. Доколку се објави така наречениот црн список на кој планирате да биде и името на АУЕ фон и ТД ФИНЕ Скопје ДОО, а како што погоре напоменавме дека апсолутно нема никаква злоупотреба при реализираната промена, ќе се покренати постапки доколку се цени дека е потребно и против Алсатем 360 степени. за многуте примери каде броилата се префрлени на сестрински или фирми кои се реални сопственици на објекти, министерот за економија вели дека струјата треба да ја плаќа фирмата корисник, независно кој е сопственик. Мојата порака е дека регистарот за лиценцирани компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија е објавен во сајтот на Регулаторната комисија за енергетика. Не се ни 20 на компании во државата што има таква лиценца и нема илјадици компании кои се лиценцирани за да вршат таква дејност, што значи дека тие немаат право да вршат првично таква дејност. Не сестрински компании, никакви компании кои не се лиценцирани од страна на Регулаторната комисија за енергетика, што значи дека овие автоматски ќе бидат префрлени на слободен пазар. Дел од општините од кои се бара да се вратат на слободниот пазар, а кои тврдеа дека не кршат ниту еден закон, веќе поднесоа представки до ЕВН. Бектеши вели, општините кршат закони, а владините одлуки се законски основани. Во Законот за комунална дејност е утврдено пластично и точно дека таа е обврска на општината, пошто општината и ги добива приходите во делот на плаќање на јавно осветлување. Тоа е спротивно на Законот за енергетика и Законот за комунална дејност. Затоа ние со прогласување на кризна состојба во делот на снабдување со електрична енергија донесовме таква одлука која е целосно законска, се повикува на Законот за енергетика и владата преку Министерството за економија може да им дава права и обврска во време трајањето на кризната состојба на сите лиценцирани компании кои вршат дејност во секторот енергетика и ова е случај и за ЕВН и затоа јас сум убеден дека ЕВН ќе постапи согласно одлуката на владата и од 1 јануари овие правни субјекти нема да бидат веќе на регулиран пазар. 360 степени се обрати до финансиската полиција која веќе подолго време ги истражува промените на броилата на правните субјекти. За сега немам одговор до какви заклучоци дошли и кои се можните последици. Епилогот го чекаат и во управата за јавни приходи бидејќи за струјата што се купува на слободен пазар се плаќа и повисоко ДДВ. Па ако се утврди неправедно снабдување, ќе треба да се плати и разликата во данокот. Јавно кажувам дека ова е злоупотреба на одредени општини и одредени правни субјекти кои за жал одат на товар на домаќинствата и малите потрошувачи и ние тоа нема да го дозволиме како влада и како Министерство за економија да се случи.